Дневник на Канал Плюс телевизија, ова се настаните на денот. Штипската населба Балканска после неколку децении добија асфалт. Останува да се финализира канализацијата која делумно е изградена во оваа населба. Нема опасност за животните во зоопаркот во Штип. Живеалиштата се направени по сите стандарди за предстојниот зимски период. Слаб интерес за сточарство во Виница. 50-годишниот Љупчо Симеунов мака мачи да најде и да задржи квалитетен овчар кој ќе го напасува стадото кое брои 350 грла. Денес се слави Свети Архангел Михаил, еден од најголемите христијански празници. Црквата го определила овој ден за празник во чест на сите ангели, а најмногу на Свети Архангел Михаил, кого го смета за водиш на сите небесни сили. Православните христијани денес празнуваат еден од најголемите христијански празници и една од најчестите куќни слави – Свети Архангел Михаил. Ние како психофизички суштества, како луѓе, покрај тоа што сме создадени, секој човек при раѓањето добива и ангел чувар, кој не чува преку целиот наш живот, но знаеме дека пред да се одвојат добрите ангели од лошите, Луцифер се погордел во Господа и бил истеран од небесниот свет и тој постојано ги искушува луѓето, така да и секој човек има покрај него и ангел или ѓавол искушувач. А ние, луѓето верниците, наша должност е и можеме сами да одбереме дали ќе одеме по Божиот пат, по сугестиите и напаствието од нашиот ангел чувар или ќе се раководиме по ѓаволот. Бидејќи сме слободни суштества и можеме да го бираме нашиот пат. Празнувањето на овој голем верски празник започна вчера со вечерна богослужба и продолжи денес со света литургија. Михаил е меѓу главните ангели во аврамските преданија. Се вели дека неговото име било борбен извик на ангелите на небесата во борбата против сатаната и неговите следбеници. Оние кои ја слават славата денес оваа година ќе можат да постават мрсна трапеза. Деценискиот проблем на жителите од населба Балканска од Штип конечно се решава. Жителите од оваа населба добија нови улици. Останува да се финализира канализацијата која делумно е изградена во оваа населба. Деценискиот проблем на жителите од населба Балканска од Штип конечно се решава. Жителите од оваа населба добија нови улици. Останува да се финализира канализацијата, која делумно е изградена во оваа населба. Општина Штип со сопствени средства од буџетот ги асфалтираше улиците во оваа населба во должина од 1,5 километар. Ја решивме канализацијата минатата година, дел оваа година. Преостануваат уште некои ситни урбани проблеми кои треба да ги решиме. Ние како локална власт и како ВМРО ДПМН не ветуваме само, туку остваруваме. И тоа е еден од 50-тината проекти на патна инфраструктура во нашиот град кои се решени оваа година. Верувам дека жителите ќе имаат нови идеи и сум убеден дека со парите од буџетот кои се пари на жителите на оваа населба, идната година ќе решиме дел од канализацијата во оваа населба која не е дорешена и уште неколку улички кои се порано асфалтирани, а ќе треба да ги обновиме поради тоа што асфалтната инфраструктура е моментално штетена. Покрај ова, јавното предпријатие ИСАР најавува дека наскоро Балканска ќе биде приклучена на градскиот водовод, со тоа ќе се подобри квалитетот на водата. Веќе материјалот е набавен и веќе се прави планот и во наредниот период ќе започнеме со приклучување на сите граѓани овде, не само во населбата, постепено и во Чардаклија и во населје, ќе ги приклучиме во водоводниот систем, а исто така останаа некаде 27 куќи кои што не се поврзани во канализациониот систем, тоа ќе осториме многу скоро, ќе бидат вклучени и така да нема куќа која не е вклучена во канализација. И председателот на урбаната заедница изрази благодарност што после долги години им се реши еден од најнеопходните услови за нормален живот. 2006 година, точно прилика 20 години, прв пат е ставен асфалт во населба Балканска. Таа ни останува мал дел, 100 метра на горниот дел и долната улица што е оштетена при изградбата на канализационната мрежа и таа е планирана за наредната 2016 година и таа ќе се заврши. Политичката партија ВМРО ДПМН со коалиционите партнери. Благодарност воедно и до градоначалникот магистар Илчо Захариев и до партијата ВМРО ДПМН и до премиерот Никола Груевски. По
Постарите жители на населбата денешниот ден го чекаа 65 години. Овој денешен ден е најголем ден за населбата Балканска, кој што го чека, рече го 65 години, го дочека да граѓаните на населбата Балканска и сите кои живеат овде да бидат среќни дека со проектот на владата на нашата држава, со нашата локална самоуправа, со градоначалникот, ние сме среќни, радосни, пошто имаме сега пат асфалтни кои што веќе нема да газат луѓето во калот. И тоа се надевам дека во иднина ќе има уште подобрување за целата наша населба Балканска. Штипскиот пратеник Трајче Димков и новиот актуелен координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Дејан Ивановски истакнаа дека владеачката партија ќе продолжи со реализирање на ветените проекти. Сведоците вчера помина и буџетот на Република Македонија, од тука очекуваме уште поголеми проекти и Штип ќе го добие она место кое што го заслужува, односно центар на Источна Македонија. ВМРО ДПМН продолжува со реализирање на ветените проекти во програмата која што ја имаме понудено до граѓаните и се радувам на успешната соработка со градоначалникот на општина Штип, магистер Илчо Захариев, кој што успешно ги реализира овие проекти кои што се ветени во програмата на ВМРО ДПМН. Градоначалникот Захариев најави дека и понатаму интензивно ќе работат на уредување на патната инфраструктура на општина Штип. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски одржа работна средба со невработени лица од Бирово во рамките на кампањата Отворен ден со Агенцијата, која има за цел да ги принесе активните мерки за вработување, како и да се слушнат критиките од граѓаните за тоа што треба да се направи и да се опфати, а не е опфатено во досегашните мерки на владата на Република Македонија, кои ги спроведува АВРМ. Самовработување со кредитирање е мерката која што најмногу ја искористуваат невработените лица преку Агенцијата за вработување. Ова вчера го соопшти директорот на Агенцијата Владко Поповски на отворените денови со Агенцијата во Берово. Тој најави дека наскоро 60% од услугите на Агенцијата граѓаните ќе можат да ги добиваат преку електронски систем, кој ќе биде надграден и граѓаните ќе можат електронски да аплицираат по одредени мерки за вработување. Јас во Берово одржуваме редовниот состанок, значи или да вишеме отворен ден на Агенцијата за вработување како директор на Агенцијата, да ги слушнеме сите оние, да кажеме, критики од граѓаните што не сме направиле, што треба да направиме, што на што не сме го офатиле до сега. Бидејќи од критиката недобро се учи, ние тоа ни мотава Агенцијата, така да со тие сите критики што ги добиваме ние одиме напред, ги направиме сите оние електронски услуги кои што ги имаме, дополнително работиме во натрешните услуги во кои што ќе ги обработуваме тешко вработливите, оние што им треба највеќе помош, младите, активните мерки кои што за 2016 година веќе се донесени, треба да почнат од 1.1. Така да еден збир на работи кои што можеби во иднина ќе донесат до повеќе вработување во Берово и во Беровскиот центар. Најмногу мерката е само вработување со грант, која што е секаде во Република Македонија, има многу апликации, потоа кредитирање, тука се практиканството, обука за познат работодавач во некој дел, субвенциите и така натака. Целта на кампањата Отворени денови со Агенцијата е невработените лица поблиску да се запознаат со активните мерки за вработување, но и да се слушнат критиките на граѓаните за тоа што треба да се коригира во мерките што ги спроведува владата преку Агенцијата и кои недостатоци ги имаат подрачните центри. Имаше мали поплаки во делот на функционирањето, ние со нашите услуги се полека ги таргетираме сите луѓе и ги подобруваме односот нашите вработени со невработените, со работодавачите, така да имаме една успешна приказка заедно со општината, бидејќи планот на Агенцијата и на владата на Република Македонија да таргетираме на макро ниво, туку на микро ниво, така да многу ќе ни биде битна соработката со општините од регионот со кои што заедно ќе таргетираме соодветни мерки за овој регион кои што ќе бидат многу поповолни за корисниците. На средбата во Берово имаше граѓани кои веќе ги осетиле придобивките од мерките, но и такви кои што се незадоволни од нивното спроведување. Добиваме пораки, да, кога треба да учествуваме на обука, но не добиваме пораки кога е отворено некое работно место. Тоа сето се прави во завиткана форма и секој се оградува од одговорност. Значи, одите кај тој што е задолжен за таа работа и вика, а јас не знам тоа. Тоа законот вика така, така и така. Прашајте таму, тој е што вработен. Одите таму, вика, јас не знам тоа, не дадовме предлог, извадивме листинг. За младите невработени, директорот Поповски ги најави и новите мерки за вработување кои ќе започнат да се спроведуваат од 1 јануари 2016 година.
Да се стави крај на питачењето на ромските деца е приоритет на општина Штип. Представник од општината деновиве присуствуваше на конференција во Белград, Србија, каде ги презентираше досега реализираните активности и беа утврдени следните за намалување на бројот на овие деца и нивно згрижување. Откако беше утврдена главната цел на локалниот панел, ромски деца на улица кои питачат и се исклучени од воспитно-образовниот процес во општина Штип, представник од општината учествуваше на конференција во Белград, на која ги презентираше постигнатите резултати во однос на иницијативите кои во Република Македонија се имплементираа во 5 градови, а меѓу кои и Штип. Ги презентирав постигнатите резултати во однос на двете иницијативи. Прво се однесуваше за улицата Радански пат, каде што се асфалтираше еден крак од самата улица со поднесување на иницијатива до. Во однос на втората иницијатива, која што ја покренавме, тоа беше со организирањето на панел дискусијата во однос на децата на улица и децата исклучени од воспитно-образовниот процес. Овој настан се одржа со цел да се стави крај на питачењето на ромските деца и да се развие идентитетот кај ромската заедница. За таа цел се очекува наредната година да се отвори дневен центар за згрижување на овие деца во Штип. Она што беше кај нас исклучително важно во однос на втората иницијатива беше за згрижување на децата на улица. Тука го покренавме делот на да се отвори како дневен центар преку кој што овие деца ќе можат да посетуваат целодневен престој, додека да се направи одредена ресоциализација на овие деца, бидејќи најголемиот дел од овие деца се целодневно на улица, но сепак е потребно да се работи и со родителите, пред се да можат да обрнат повеќе внимание на своите деца, да се пробуди одговорноста нивна пред се, а секако низ различни активности во овој дневен центар би можело да се ресоциализираат децата и да можеме да ги вклучиме во воспитно-образовниот процес. До крајот на годината би требало да се знае локацијата на овој дневен центар, а веќе следната година да се реализира и отворањето на истиот. Виничките сточари се соочуваат со недостиг на работна сила, пред се овчари. Субвенциите ги зголемуваат стадата по планините, но не ги стимулираат младите да се посветат на оваа дејност. 50-годишниот Љупчо Симеонов мака мачи да најде и да задржи квалитетен овчар, кој ќе го напасува стадото кое брои 350 грла. Сточарите во Виничко се соочуваат со недостиг на работна сила за квалитетно да ја развиваат својата за жал се поретка дејност од гледувањето на овци. 50-годишниот Љупчо Симеонов мака мачи да најде и да задржи квалитетен овчар кој ќе го напасува стадото кое брои 350 грла. На надморска височина од 700 метри во природното изобилство кое го нуди Калиманско поле, во тишината која секоја посакува и во која може да ве израдува само гласот на домашните пилиња, се уште има луѓе кои знаат да го искористат овој благодет, кои произведуваат здраво овчо планинско млеко за чиј квалитет потврда е самата локација. Регистриран земјоделец од 2007 година до сега. Плаќам сите придомици на државата. Занимаваме се со сточарство, чуваме овци, имаме околу 350 овци. Имам земјиште под закуп од државата 5 хектара. Иначе ние од овците преработуваме млеко. Искарваме. Млекото му продаваме. Доаѓат ни тук. Од дома го взимат. Млекара Смојмирово, Тиро, газата. Цената го откупуват по 36 динара. Малку со млекото не сме задоволни, треба да биде повеќе голема цена, што има се и трошкови повеќе. Али ипак сме задоволни од газата што редовно го исплаќа. Тешко се наоѓаат овчари. Никој не кандидува овчар да биде. Тоа е најкатастрофа за сточарите. Од таа гледна точка ќе ги продадат овците. А има ли субвенции за ангажирање на овчар? Па нешто има сега. Вие имате ли ангажирано? Ние немаме сега
поднасаваме, па да видиме дали ќе не одобрат, не знам, ќе видиме. Има луѓе кои сакат да бидат овчари. Ниту постари луѓе? Ни постари, ни помлади. Тоа е најтешка работа. Најдеме некој, биде месец, 2, 3, 5 и готово, откаже се. Симеонов добро заработува и цели 50 години екзистира и ја креира и иднината на своите деца. Со стоката, но не само овчари, треба и млади наследници за кои надлежните институции треба да наметнат многу поголема подршка од постоечката. Јас рачунам овците у најскоро да ги направам 500. Али со подршка на државата. Имам земјиште, сакам да си обновам тракторите, приклучните машини. Тоа е добро што ви дават 50-50 само на многу свет ги земат што не и са потребни и не е у таа гледна точка он поидел. Јас сум регистриран земјоделец и се водам одледувач на овци и кози. Ако е добра помошта, ќе ги зголемам и овците и козите. Проблемот на Лупчо го делат и останатите сточари во Виничко, кои од година во година го зголемуваат бројот на грла стимулирани пред се од субвенциите и на времената исплата. Но новите мерки се неопходни за побрзо и поквалитетно осовременување на постоечките фарми, кои се уште не ги задоволуваат европските стандарди и кои како такви тешко дека можат да бидат мета за младите луѓе. За животните од зоопаркот во Штип се обезбедени услови за престојниот зимски период. Ниските температури нема да ги доведат во опасност животните. Исто така, зоопаркот ги зголеми резервите на храна и слама потребни за животните во паркот. За животните од зоолошката градина во Штип се обезбедени потребните услови за престојниот зимски период. Ниските температури нема да ги доведат во опасност животните. Живелиштата се направени по сите стандарди, со кои се обезбедени потребните метри квадратни за секое животно, соодветни врати и под за да може да се задржува топлината. Исто така, зоопаркот ги зголеми резервите на храна и слама, потребни за животните до пролет. А сега за зимова, значи имаме обезбедено доволно слама, имаме обезбедено доволно житарици кои што имаат високо хранлива вредност како што е пченката, имаме обезбедено пченица, имаме обезбедено јачмен. Сето тоа го комбинираме и животните ќе добиваат повеќе оброци дневно, зголемена е количината на храна која што ќе ја добиваат, затоа за да има доволно топлина. Таа топлина преку храната ќе се добиваат одредената топлина. Инаку како зоопарк и како јавно предпријатие сме снабдени со храна до пролет. Во иднина се планира проширување на просторот и донесување на нови животни, со што посетителите ќе може да уживаат при посетата на овој зоопарк. Се прават напори да се добијат 240.000 евра за да може да се продолжи самата зоолошка градина, да имаме и други животни, значи да биде поголема површината на самата зооградина, а и да имаме и повеќе животни. Сите животни во зоопаркот се донација од неколку штипски бизнисмени. На пролет во зоолошката ќе биде донесени и мајмуните, за кои исто така се обезбедени соодветни услови. Зоолошката градина во Штип е единствена во источниот регион и влезот за сите посетители е бесплатен. Филмската академија заедно со останатите академии и факултети при Универзитетот Гоце Делчев ја сочинуваат целината и визијата за квалитетно образование на младите во Републикава. Студентите се дел и од организацијата на двата македонски филма Последниот македонец, патот до истребување и 3 дена во септември. Академската 2015-2016 година при Универзитетот Гоце Делчев ја одбележа и втората генерација студенти кои своето образование го продолжија на Филмската академија. Толку колку што биле предвидени со програмата, досега се запишани 34 студенти во двата уписни рока. Бројот на студентите се движи во рамките на тоа што е утврдено како квота од Министерството за образование и наука. По 5 студенти се предвидени, толку се запишани на сите студентски програми. Значи, во прва година имавме 15, односно 16 студенти со дополнување од националната квота. Сега во втората генерација на студенти имаме исто така, вклучувајќи ја и националната квота, некаде околу 18. Ми се чини дека заврши на крај бројката 18 студенти, што е сосема доволен број да се формираат тимови
составени од различни области. Филмската академија започна со студиските програми филмска режија, филмска музика и филмска продукција, каде се учат базични предмети како продукција, режија, монтажа, камера, филмска музика, естетика на филм, теориски предмети. Но освен теорија, студентите имаат и практична работа. Во првиот семестар автопортрети, а во вториот краток документарен филм. Во втората половина од ноември предвидена е јавна проекција на 5 испитни филмови од идеја до финален продукт, реализирани од студентите во третиот семестар. Во прва година имаат автопортрет, тој може би прва, но може би и најтешка задача која што ја добиваат студентите, затоа што во принцип е многу тешко да се анализирате самите себе, да направите филм за самите себе и тој филм да биде јавен. Значи сите да ве видат во вистинското светло. Онакви какви што вообичаено не сакаме да се прикажеме, но суштината е токму тоа, значи да ги тргнеме сите предрасуди, сите стереотипи, да дојдеме до суштината, до автентичноста, до себеоткривањето, до лоцирањето, идентификувањето на вистинските работи и за себе, и за луѓето околу себе, и за општеството и така натаму, бидејќи насоката во која што се движи Филмската академија е тоа да биде една веритистичка школа, школа која што ги лоцира на некој начин проблемите во општеството, една ангажирана уметност која што прави напори преку филмот и преку уметноста да ги модифицира и да понуди некакви поинакви решенија за решавање на проблемите. Снимаат во прв семестар автопортрет, втор семестар имаат документарен филм, краток, во време трајање од 10 до 15 минути на тема по нивен избор. Студентите при Филмската академија биле вклучени и во организацијата на штипската промоција на двата македонски филма, последниот Македонец, патот до истребувањето и 3 дена во септември, што е дополнително директно поврзано со организирање на културен настан, но и со тоа да бидат во чекор со најновата македонска кинематографија. Беа исто така на филмскиот фестивал Браќа Манаки, учествуваат на сите други фестивали, дури со своји филмови, беа застапени 20 студенти во студентската програма на Браќа Манаки, што е од огромен успех и за нив како млади филмски творци и за нас како академија, бидејќи ретко кој добива можност да уште како студент да биде застапен во студентската филмска програма, заради тоа што тоа е филмска програма која што е сочинета од филмови на студенти од цела Европа и цел свет и таму се прави навистина строга селекција во изборот. Освен споменатите студиски програми, Манева најави дека во иднина е предвидено да биде воведено и филмско актерство, кое ќе е дополнителна стимулација за младите штипјани кои сакаат да бидат филмски актери. Тоа ќе може да го изучуваат токму на Филмската академија при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Еден час по полноќ, кризниот центар на Министерството за внатрешни работи прогласи највисок степен на опасност од терористичкиот напад во Брисел. Постои сериозна и непосредна закана која налага да се превземаат сериозни мерки за безбедност, како и да се издадат специфични упатства до населението, се вели во изјавата на МВР. Во соопштението на населението му се препорачува да избегнува места каде се собираат поголеми групи, како концерти, спортски настани, аеродроми, железнички станици, како и шопинг центри. Бриселското метро е затворено и би можело да остане затворено и утре, доколку опасноста остане на истото највисоко ниво 4. Ако населението постапува целосно по препораките, Брисел денеска ќе изгаси, вели Порк Куркашанк, експерт за тероризам. Руските воени сили изведоа масовен напад со крстосувачки ракети од Каспиското море на положбите на Исламската држава во Сирија. Убиени се над 600 терористи. Русија го изведе еден од најголемите, односно речиси сигурно најголемиот напад на позициите на Исламската држава во Сирија, откако започнаа со операциите во оваа земја на Блискиот Исток. Како што се наведува во објавениот извештај на Руското министерство за одбрана, руските воени бродови во текот на вчерашниот ден од Каспиското море лансирале вкупно 18 крстосувачки ракети на позициите на терористите во Сирија. Во тунелот во близина на Мостар експлодира пиротехничко средство. Во тунелот Салаковац, во близина синоќа на Мостар, синоќа одекна експлозија, најверојатно предизвикана од пиротехничко средство, така наречено топовски удар. Директорот на Државната агенција за истрага и заштита на Федерацијата Босна и Херцеговина, Перица Станич,
изјави дека инцидентот не е поврзан со тероризам. Низ тунелот за време на експлозијата поминувал генерал Анто Јелеч, началник на заедничкиот штаб на вооружените сили на Босна и Херцеговина, кој не е повреден. По репрезентативните активности, фокусот во домашниот фудбал повторно е на првата лига. Клубовите имаат 10 дена добро да се подготват за финишот од есенската полусезона. Утре ќе се одиграат надпреварите од 15-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница на стадионот во Кочани ќе ја пречека последно пласираната екипа од табелата Металург Скопје, меч во кој се очекува Брегалница да освои нови 3 бода. Во останатите надпревари се очекува најинтересен да биде дуелот помеѓу Работнички и Шкупи. Во ова 15-то коло ќе се сретнат екипите на Ренове и Шкендија, Силекс Царев Двор и Турново Вардар. Надпреварите се закажани за 13 часот. Продолжуваат надпреварувањата во првата одбојкарска државна лига. Денес на програмата се надпреварите од третото коло. Во машка конкуренција штипската екипа на Мавис ќе гостува кај екипата на Струмица. Екипата на Проби Штип Весна Акумулатори ќе ја пречека екипата на Сушево и во последниот надпревар Шутова против Лирија. Во сениорската државна лига жени во ова трето коло универзитетската екипа на Гоце Делчев ќе го пречека клубот на Шкендија. Надпревар закажан за 17 часот во спортската сала Јордан Мијалков во Штип и останатите два надпревари се Бами Кор против Македонија Макс и Јанта Волеј против екипата на Работнички. Синоќ се одигра првенствениот надпревар од четвртото коло во втората футсал лига на Македонија. Надпревар во кој тимот на Рудник САС од Македонска Каменица славеше над Овчеполе со 9:6. Она што го одбележа синокешниот меч во Македонска Каменица е тоа што љубителите на малиот фудбал имаа можност да видат еден квалитетен надпревар во кој што сепак поквалитетниот тим победи со 9:6. Синокешната победа на футсал тимот на Рудник САСа ќе биде мотив повеќе гледачите во наредните мечеви уште помасовно да ја исполнат спортската сала во Македонска Каменица. Освен тоа што е при самиот врв на табелата, во тимот на Рудник САСа има и одлични голгетери. Помеѓу играчите кои постигнале најмногу погодоци е Стефан Атанасов, кој заедно со Фатмир Джелили од тимот на Шкендија и Златковски Кристијан од тимот на Биџо се меѓу најдобрите стрелци во втората футсал лига во Македонија. Овде завршуваме со дневникот, а вие останете со програмата на Канал Плюс телевизија. Пријатно!